Сум задоволна од одговорот и ќе поставам дополнително пратеничко прашање, кое што на крајот ќе побарам да ми биде исто така одговорено во писмена форма, затоа што не добив конкретен одговор. Но едно сакам пред самиот почеток да исполемизирам со господинот премиер, дека е многу сериозно прашањето, почитувам премиере, да се носат закони преку кои што се сака да се озакони рекетот во државата. Знаете зошто? Од една страна, носите сите закони со кои што сакате да му помогнете на предпријатијата, а од друга страна, истите тие предпријатија кои што ќе ги донесат добијат тие инвестиции или средства од буџетот, за да можете после толку лесно да ги рекетирате. Добар систем се смислиле преку правото, преку закон, да можете да си го легализирате рекетот кој што вие така си правите мрежа и добро си го организирате. Истото се случува и со тоа смешно, како да кажам, законско решение, кој што е единствениот проект ваш во 2018 година, затоа што капиталните инвестиции беа катастрофално на многу ниско ниво и викате дека тие средства кои што стана во буџетот за да му помогнете на локалните самоуправи, на градоначалниците кои што си правиле било какви сделки, вакви, такви, онакви, и сега да му ги подмирите долговите. Јас не говорам само за овие градоначалници сега, говорам за сите градоначалници во минатото. Зошто на тој начин? Имате ли вие повратна информација дали до кога требаше, до 1 јуни 2019 година, советите требаше да донесат одлука за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани и неисплатени обврски. Јас имам податок, над 80% од општините нема донесено вакви одлуки. Нема донесено. И сега има во законот уште една одредба, почитувам премиер, кој што кажува дека најдоцна до 31 јули 2019 година вишокот на средствата кои што општините не го потрошиле, треба да го вратат во буџетот, што не верувам дека ќе се случи. Па ете, во писмена форма да ми доставите одговор кој од општините до 31 јули 2018 година ќе врати пари назад во општините, оние кои што не ги потрошиле. Па да видиме колку овај проект, кој што е ваш единствен со ребалансот на 2018 година, затоа што немавте капацитет да ги потрошите парите за капитални инвестиции и најдовте некое си ваше оправдување, ќе му помогнеме на локалните самоуправи. Ова знаете како се вика, мижи бабо да ти забам. Не знаеме што се случува и на каков начин се дадоа средствата во локалните власти. Си најдоа фирми, си направија договори, ти ќе ми кажеш толку, јас ќе ти исплатам толку и на крајот делиме 50-50. Не може така, почитувам председателе, да си носите законски решенија за да можете вие да вршите криминал. Благодарам. Благодарам.